Сточарите од Кумановско тромеѓа не дозволуваа да се уништат свињите. Со едночасовна блокада изразија незадоволство од најавите за уништување на животните. Тврдат дека во селото не е евидентирано присуство на африканската чума. Во ова село има 40 на поголеми одгледувалишта. Дополнително секое домаќинство одгледува за сопствени потреби. Ништо нема најдено. Вика дека една свиња нашли, меѓутоа таа свиња донесена како прасилје во село. Значи тоа е нешто од друга страна. Сега и точно никој не ни кажува дали е за тоа уништена или може да има некоја друга болест, така ли? Не е реално, сигурно дека не е реална и тие ти даваат ова како се вика просечно, така имаме слушано дека даваат просечна килаша. Тоа не се носи кога ако е она болна сега они ја уништуваат и носат значи директно на фрдање кај таму, не знам што е. Ние не сакаме да приступи никој бесправно во нашите кочини и да уништува живи свињи и кои су болни, да, нека уништи, али здрави свиње не смее да уништува. И не смее да улегне, мислим, без собственика на животните. Значи, они ќе дојде, ќе узне крв, ќе каже позитивно и ќе уништи, ако су они тој решили. Али ми као граѓани не би требало да дозволиме, ако е веќе болна, повикај ветеринарна, ќе се тај свиња одузнато и ќе се отерат, ќе се уништи, а здрави свиња да се уништуват, тоа не е никакво решение. И ми не дозволуваме горе во нашу малу да приступат до крајни момент. Ако треба месец дана ќе штрекуваме. И подршка на цело село, значи ми сме слоб на село, ми не дозволуваме да приступи никој бесправно. А треба да дојдат од Министерство, да објаснат на луѓе што е причина, дали ќе има успех да ги спасиме тие животини, дали да ги уништиме. Значи, тоа треба да размисли некој тие што смо ги гласали, али никој неќе да крене внимание сега у овој ситуација, овој зор, да ни помогне. Сточарите од Кумановско бараат надлежните да дојдат на средба и да им објаснат зошто сакаат да ги уништат здравите свињи. Велат, уништувањето ќе биде голем удар врз селото кое живее од сточарството. Стравуваат и доколку дојде до откуп дека цената ќе биде нереална. Званично не. Нема дописи, нема написи, нема ништо, нити делегација од Куманово, од подршното министерство, извините, нити од инспекторатот од Скопје, државен, ни од подршното министерство, инспекторатот од Куманово. Немате добиено позитивно решение? Ништо нема, никој да се јави. Дали има луѓе во Тромеѓа, а 350 куќе? Секоја куќа, по што ова е православно село. И уште она патриархално воспитување. Ако не заколјеш свиња за бари една во година, онда не си домаќин. Не си православац. Да немаш за Божич суво месо, да немаш тамо за Стара Нова година суво месо и истија работа. Планираме и да видиме со законот како е работата, како стои, да и главната доле обиколницата ова Свети Николе и таму да слеземе. И најпроблем е сега житото. Еве сега конкретно јас. Ја 5, 6, 7, 8 чувам товљеници. Порано имало и прасили, сега веќе годините тука има работа, тоа еве неколку години работа, мама ради житото ете некој динар у однос на откуп преко свињата да уновчиш. И еве сега житото што и ја и их себе овие комшијеве, пријателиве, родиниве, што ќе правиме со жито? Во Кумановско предходните месеци протестираа и жителите на Љубодрак и Речица. Во североистокот на почетокот на октомври за прв пат беше регистрирана појава на оваа свинска болест. Од Агенцијата за храна и ветеринарство побаравме, но до почетокот на дневникот не добивме одговори.